بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Во почеток захвалноста му припадви само на Аллах Желешану, затоа што само Аллах Желешану е достоен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммад салаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Голема захвалност на Аллах Желешану затоа што ни овозможи да го дочекаме овој месец Рамазан, месец Мубарак, месец на рахмет, на милост, на опрост, на магфирет, месец во кој е објавен Куран Азимушан, месец во кој Аллах Желешану му се смилува на човековиот род и во овај месец го прати на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рахметен лил аламин, како милост за сите светови. Да го имаме секогаш на ум во овај месец тоа што Аллах Желешану ни овозможи да го дочекаме овај месец. Затоа што многу кои беа до вчера со нас или беа предходниот месец на Рамазан, денеска не се со нас. Како кажал Селев и како било пракса на сахаби и на табиини, 6 месеци тие после секој Рамазан правеле дуа ке Аллах Желешану: ја Аллах, прими го мојот Рамазан, прими ги моите ибадети во овај месец Рамазан што ги правев за тебе, а следните 6 месеци до наредниот месец Рамазан тие правеле дуа ке Аллах Желешану: Аллахума белигна Рамадан, ја Аллах, направи да го дочекаме месецот Рамазан. Аллах Желешану е тој кој што избират некои нешта во однос на некои други нешта и им дават предност на некои нешта во однос на други нешта. Аллах Желешану од деновите во неделата го избра денот петок и му даде предност во однос на другите денови и го направи тој да биде мубарек ден, да биде ден на џума, да имат предност и вредност на другите денови. Аллах Желешану од деновите во годината го избра денот на Арафат и му даде специјална вредност во однос на другите денови. Аллах Желешану е тој кој му дават вредност на месец Рамазан во однос на другите месеци. Како кажавме во почетот, го избра овај месец за да биде рахмет, за да биде милост за човековиот род, зашто во овај месец Аллах Желешану го објави на Куран, го прати на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем како рахмет за сите светови. Аллах Желешану е тој кој што во овај месец ја избра највредната ноќ во сите ноќи. Во сите ноќи ја избра ноќта на Кадар и во оваа ноќ Аллах Желешану го објави на Куран. Почна да го пуштат рахметот за сите светови. Почна да го пуштат патоказот за сите светови во оваа мубарек ноќ која е повредна од 1000 месеци. Сега се наоѓаме во почеток, односно во првиот ден на овај месец Рамазан. Треба да знаеме неколку нешта во овај почеток. Прв ден. Број 1, да почнеме овај Рамазан, да го почнеме со чисто срце, да го очистиме наше срце од тие срчани болести, како што се нифак, дволичност, кибар, омраза, немиме, гибет, пренесување на зборови, хасед, завидност. Сите овие кои се наоѓаат во срцето кај некој верник, кај некој муслиман, се голема пречка за тој да го помини на месец Рамазан во ибадет онака како Аллах барат од него. Затоа одма во овај почеток очисти го твое срце. Специјално очисти го некоја омраза спрема некои муслимани, спрема некои верници, спрема некои други луѓе кои не заслужуваат твое непријателство, кои не се твои непријатели. Има можеби некој недоразбирање. Очисти го за да спиеш мирен. Очисти го за да го постиш постот добро, за да го постиш постот онака како Аллах барат од тебе и од мене. И број 2, во овај почеток на месец на Рамазан, во овие први моменти, добро е јас и ти да направиме некои цели, да поставиме некои цели, некоја програма по која ќе се одвива нашиот живот во овие денови на месец Рамазан. Да поставиме дека јас и ти треба да направиме 1, 5, 10 хатма на Куран во овој месец Рамазан. Не да ни биде месецот
станале, легнале, се движеле без некоја цел. Да ни помините на крајот месец Рамазан, ние не сме направиле многу добри дела, зашто овај месец има голема вредност. Ова е избран месец. И секој едно дело во овај месец се зголемува многу пати. Секој еден фарз како 70 фарзови во друго време. Секој едно нафиле, еден суннет како фарз во друго време. Рекол пегамбар алейхи селам во хадис, кој ќе го пости на месец Рамазан, верувајќи и надевајќи се во негова награда, ќе му бидат опростени минатите гревови. Гревовите, мали гревови, ако се избегнуваат големите гревови. За големите гревови треба специјално телба ке Аллах Джелешану. Затоа овај месец има голема вредност и немој без програма да ти помини одма, од сега, од овај момент, постави некои цели кај тебе. Треба тога да правам ноќен намаз, треба да правам тога дуа, треба да кланам нафилен намаз, треба ноќен намаз да кланам, треба да направам 1, 2, 5 хатма и треба да во денот да читам толку сафахат, толку страни на Куран, за да го завршам ова нешто. Друга работа која треба да ја знаеме во овај месец Мубарек е тоа дека овај месец на рахмет, на милост, негова цел, која е негова цел? Што има тој главна порака за нас? Зошто е тој пропишан? Број 1, кажал Селев, рекол, не е пост да пости само желудникот. Него треба да постат сите делови на телото на еден човек. Треба да пости негова уста, негово око, негово уво, негови раце и негови нозе. И негово срце да пости. Сите овие работи треба да ги научиме во овај месец да постат. Да се абстинираат, да се воздржат од грешење спрема Аллах Джелешану. Таа е целта на постот. Рекол, која е целта на постот? Дефиниција, зошто постиме? Аллах Джелешану кажува: Ја ејухаллезина амену, кутиба алейкумус сияму кема кутиба алеллезина мин кабликум, лааллакум таттакун. О, вие кои верувате, пропишан ви е постот, како им беше пропишан на тие пред вас, за да бидете богобојазливи, за да се плашите од Аллах Джелешану, за да се зголемит вашиот страв према Аллах Джелешану. Зато постиме. Затоа овој месец треба да научиме да постат сите овие делови од тело со кои му се греши на Аллах. За да можеме да се воздржиме мим Рамазан, после Рамазан, да можеме да ги абстинираме овие од грешење. Да научиме дека ова уста не треба да прави гибет, дека не треба да зборуваат разврат. Ова око не сме да гледат харам. Во овај месец, за да можеме да го контролираме ван, после овај месец кога заврши, до следниот Рамазан. И на крај, друга битна ствар. Овај месец Рамазан, која треба да имаме на ум. Треба да провериме наша состојба во наша фамилија. Кај мене, моја жена и мои деца. Како кај мене во моја фамилија, докаде стигнал динот? Колку ние имаме од дин во наш живот, Да се провери нашата состојба спрема Аллах Джелешану како фамилија. Што ја и моја фамилија сме придонесале за овој ден? Колку ние сме донесале фајде за овој ден, за муслимани, воопшто за умметот. Ова е добра шанса. Да видиме кој од наша фамилија има некој ноксан во ден, има некој пропуст во ден. Ова е добра шанса да се провери и да се поправе тие ноксани. Добро е да направиш една ревизија на тебе и на твоја фамилија во овај месец. Пошто овај месец имат рахмет, милост. Се спуштат специјална милост. Како кажал пегамбар алейхи селам во хадис, кога ќе дојде Рамазан, се отвораат дженнетските врати, се затвораат джехеннемските врати и шејтаните се врзуваат во пранги и во синџири. Добро е затоа, поради ова нешто, поради тоа што имат голем рахмет, голема милост во овај месец, да поправиме и да провериме наша состојба кај мене и моја фамилија докаде ми е со овој дин. Кој имаме ноксани од дин? Број 2, пошто кажавме, голем рахмет во овој месец, број 2, да провериме наша состојба со наши роднини. Ако имаме со некој недоразбирање, сме разменале некои недобри зборови, се прекинал мухаббет помеѓу нас, се прекинал зијарет помеѓу нас, добро е да се воспостават и да се поправат овие односи во овој месец. Пошто има специјална милост во овој месец.
Да не останиме, да не помини Рамазан, а ние повторно да немаме мухаббет, да имаме лош муабет со наша роднина, со наша фамилија. Број 3. Добро е да се провери ситуација помеѓу верници, помеѓу муслимани, како нашиот однос. Ако имаме со некој недоразбирање, да знаеме, браќа, како верници, како муслимани може да дојде до неразбирање. Може да имаме различни ставови, али кај муслиманите, кај верниците целта е иста. И треба да биде иста целта. Имаме иста цел. Иако може би имаме некој ставој, некој недоразбирање ситни, треба да се поправат тие. Ова е момент ако на некој треба да му правиме халал, да му правиме халал. Момент кога ако на некој треба да му побараме халал, да му побараме халал, да не се срамиме. И тој да не се срами. Да не дозволиме шејтан да излези победник помеѓу нас. Да не дозволиме шејтан да биде тој кој побежда. Двајца се караат, а шејтан побежда. Тој е победник. Да не дозволиме. И на крај, број 4, секој еден од нас во овој месец Рамазан, овие 30, 29 или 30 дена, да провери како негова ситуација. Тој сам. Нека земат еден лист, едно пенкало и нека пиши каква негова ситуација. Докаде тој неговиот однос со Аллах, неговиот однос према овој дин. Колку има тој багаж, колку има тој добри дела, ако тој моментално се пресели сега или утре во ахирет. Каква негова состојба ако тој излези пред Аллах и прави хесаб Аллах со него, бидуни тарџуман, без преведувач, ти и Аллах, ја и Аллах директно. Ова е добра шанса за секој еден да направи еден попис, да направи еден хесаб со себе си. Тие први генерации селев секоја вечер правеле хесаб за секој еден ден. Ние сега во овој Рамазан да направиме хесаб од прошлиот Рамазан до овој Рамазан. И секој еден верник е добро да постави некои цели за до наредниот Рамазан, за една година од овој Рамазан до следниот Рамазан. Ако тој не знае да читат Куран, шанса да направи цел кај него дека ја до следниот Рамазан треба да научам да читам Куран. Или некои други вакви цели, нека постави неколку цели за до идниот Рамазан, ако Аллах желешано ни овозможи да го дочекаме.